Партиите кои го сочинуваат парламентарното мнозинство од денеска ги започнуваат консултациите за избор на претседател на собранието, а по нивното завршување ќе иницираат свикување на седница на парламентот. По најавата дека од неделава ќе започнат консултациите за нов претседател на собранието, барем за сега во партиите молк, какви чекори ќе бидат преземени. Пред неколку денови беше објавено дека неофицијално меѓу СДСМ и ДУИ е договорено Талат Џафери да биде претседател на собранието на Република Македонија, што би значело дека и седниците на собранието би се воделе на албански јазик. Исто така, во отсуство на председателот Ѓорѓе Иванов, согласно уставот, државата би ја водел Талат Џафери и тој би бил врховен командант на вооружените сили на Република Македонија. По најавите дека не се исклучува за собраниски спикер да биде избран албанец, минатата недела се огласи и ВМРО ДПМН. Антонио Милошовски на пресконференција рече дека неговата партија не е во позиција да одбере претседател на собранието, но ќе ги почекаат предлозите, а не е исклучено и тие да дадат своји предлози. Дел од преговарачките тимови на партиите потврдуваат дека консултациите веќе се во тек, а дали ќе се свика седница на собранието зависи од СДСМ, а не од партиите на албанците. Од СДСМ пак кусо коментираат дека во наредните неколку денови се очекува да продолжат координациите за избор на претседател на собранието, но се уште не најавуваат кога би се свикала седница. Според Алијансата на албанците, една од варијантите е со 20 доставени потписи до спикерот Трајко Велјановски да се побара свикување на седница на која би се избрал новиот прв парламентарец. Од движењето Беса за сега се воздржани и велат дека до нив не пристигнал никаков предлог од останатите партии, доколку партиите кои имаат мнозинство во собранието постигнат договор за претседател, ќе побараат продолжување на конститутивната седница на која би се формирала комисија за избори и именувања, а потоа и претседател на собранието. Тогаш ќе почне да тече и рокот од 10 дена во кој Иванов треба да им го даде мандатот за формирање нова влада. Конститутивната седница на парламентот, со која во декември претседаваше Трајко Велјановски, беше прекината, бидејќи немаше предлог од 10 пратеници за формирање комисија за прашање на избори и именувања, што ќе предложи нов претседател на собранието. Неофицијално се проценува дека седницата на парламентот може да се одржи до крајот на неделава, но за сега за тоа нема потврда од партиите кои го сочинуваат парламентарното мнозинство.